Добре ни дојавте, почитувани гледачи, во новото издание на Неделен микс. На 28 октомври во Мала Станица во 19 часот ќе се одржи ретроспективната изложба на уметникот Зоран Костовски по повод 53 години творештво, сликарство, скулптура, сценографија. И токму господин Зоран е денеска во Неделниот микс. Добре ни дојдовте. Благодарам на гостопримството од ваша страна. Чест ми е вака да соработувам со вас и да најавам една изложба која што ретко може да се види кај нас. Еден уметник да ги има сите овие три уметнички дејности: сликарство, сценографија, скулптура. Така е. Во еден период од 50 и нешто години, така, творештво. Да, тоа е навистина сериозна бројка. Тоа е сериозна бројка и така да, кога прави човек сега ретроспектива после 53 години, треба да биде доволно самокритичен, да за сите 53 години уметникот има процеси на развиток во својата дејност ликовна. И нормално е за 53 години да има разни теми кои што го привлекуваат неговото внимание. Многу теми има кои што за таков долг период сум ги опфатил вака со сликарството, и со сценографијата, и со скулптурата. Еве од сликарството да почнеме, го спомнавме. Од Имаме толку материјал со вас и толку теми на разговор, но еве спомнавме различни теми. Вие сликате и портрети, апстрактни слики, значи буквално различни теми, но што е на што најмногу ве привлекувало досега да цртате? Па прво да ви кажам една интересна вака новост, како да не биде човек дел од сликарството ако ги носи некои гени минати од, да кажеме, неговиот татко кој бил сценограф во Македонски народен театар. Бранко Костовски, Бранко Костовски, да. А мојот кум е Василije Поповиќ Цицо, познат карикатурист, и тоа така иде наследно некако. Јас го продолжувам тој низ. А сега имам и син кој што се бави со музичко творештво. Да, нашиот познат пианист Дарко Костовски, пианистот, да. И така да ви кажам, со сликарството јас имам учествувано на оние први, што се вика, изложби, да кажеме, дури председателот на градоначалникот Драголјуб Ставрев на времето, тоа беше кој таму? Да, Југославија. Да, 70-тите години во Скопје, он беше градоначалник. На една младинска изложба откупена ми е слика и поклонета на председателот. Така да после тоа па имаше една олимпијада шаховска во Скопје, исто на една таква младинска изложба, исто ми е откупена една слика и светскиот првак во шах Анатоли Карпов има моје дело. Која чест, голема чест. Од тие рани периоди, да кажеме. После имам 85-та година, конкурирав во, тоаш бевме Југославија, и конкурирав за една стипендија, тоа е фонд Моша Пијаде за млади уметници во Белград, и бев изненаден затоа што немаш никакви, да кажеме, ургенции и врски било какви, така да од тоа кога го добив од Белград тоа известување дека сум добитник од Македонија ме изненади, така да бев на студиски престој во Париз. И така. Големи искуства имате во вашето досегашно творештво. Ете и во Русија, во Болшој театарот исто така сте биле почесен гостин. Вас ве сретнала и Маја Присадкаја, па еве да им кажеме Присадкаја, да им кажеме сега на гледачите за таа може ета анекдота. Да, тоа е моиве колеги од Македонска опера и балет, дури не им се веруваше кога им кажав дека имав средба со Маја Присадкаја, која ми овозможи да ја гледам незината представа, се викаше Дама со куче. И представата беше прекрасна, она ми даде билети, затоа што таму билетите се секогаш за Болшој театар 6 месеци однапред продадени, што се вика.
И јас многу и благодарам. Случајна средба беше тоа, она доаѓаше на незина генерална проба. И така јас пошто работев у театар и за драма, и за опера, и за балет, по литература ја познавав особата, иначе каде би ја запознал, да кажеме, случајна средба во Москва. Да. Да. Така да тоа беше тоа, иначе во периодот на моето работење и во македонска опера и балет, со кого се немам соработувано. Уште како млад, да не кажам, имаме контакти, а после тоа и со Петре Прличко на една негова представа во театар работев сценографија, а како уште, што се вика, и ученик и студент, тогаш бев за време на земјотресот бевме заедно со шатори сместени во Сарај, така да Петре Прличко би има носено по риба, пошто и јас се бавев вака малце со некој спортски риболов, он беше одличен риболовец и така да, иначе со Тодорче Николовски, со Ристо Шишков, имаме и филмови заедно работено, јас и као асистент на сценографија на филм. И со овој починатиот сега скоро исто Мето Јовановски. Со од операта имам со Анастасија Низамова, со Жоро Божиков, со од драмата Владимир Милчин, Илија Милчин. Што да ви кажам? Што едно големо творештво. Да, од оркестарот, пријател ми е Тодевски, контрабасистот, после од балетот Горан Божинов, кажете, Александра Мијалкова, и сите, комплетно, мислам. Так, да се навратиме на сликарството, тоа сакав претходно да ве прашам, во однос на мотивите кои што ги имате сликано, тие се менувален или и тоа што е многу нормално? Нормално, во тој период од 50 и повеќе години, имам доста разни мотиви и инспирации за. Во последно време, да кажеме, овие 10 година последни, имав некои теми, да кажеме, многу интересна тема е љубовта. Да кажеме, кон жената, кон женскиот род, вака инспирацијата за тоа, кој како ја осеќа, кој како ја чувствува, предизвик за тоа. Имам една слика многу интересна, абстрактна. Применувам нешто ново во македонското сликарство, кој што досега никој не го чепнал тоа. Имам апликации на самата слика, делови од огледало. Огледалото многу кажува на разни начини, што никој не се сетил тоа да го Така да Еве, ние можеме инсерти да пуштиме, ќе ги замолам колегите, може, па ќе ги искоментираме и тие слики секако. Тоа, да ви кажам, има, не знам, јас мислам дека тој слайд не ви го пуштив каде што има една таква слика. Целата е во едни абстрактни форми, кои што се така љубовно, да кажеме, некои црвени бои, интересни, вака малце така кубистички, абстрактно вака представени, и има делови од огледало, а називот на сликата е Љубов само за тебе. И сега, кога ќе дојде секоја, да кажеме, дама, да ја гледа таа слика, кога ќе се погледне во огледалото, од каде за мене? Има еден, вака многу интересен. Сега може жена да се препознае. Да, мислам, тоа е вака, како да ти кажам, као некој шлагворд за инспирација, тема, темата е, љубовта е вечна тема. Така. Кај сите луѓе. Апсолутно. Непресушен извор на инспирација. Овде сега во моментот ја видов една, баш сега гледаме една слика, каде што, од незината коса преаѓа еден фин зрак према машката фигура, која го на некој начин вака телепатски привлекува кон себе. Така да тоа е така една абстрактна визија, или многу вака модерно, символично вака представа. Еве абстрактни слики. Ова е една слика која што представува македонските мотиви,
познати, да Фолклор. кажеме, по фолклор, да кажеме, така. Боите на Македонија, ова се портрети, ова е колешката Анастасија Низамова Мухич, кој што бевме одлични пријатели со незе. И на изложбата исто ќе бидат поставени портрети Да, од ќе наши бидат познати поставени личности. портрети од наши, вака, од колеги, од колешки, така. Како е замислена изложбата да изгледа? Па изложбата е, да ви кажам, многу комплицирана. Јас таму ги предупредив луѓе од галеријата. Луѓе, едно е да вие направите изложба со 30 слики на некој автор, мислам на редовна, она, после 10-20 години творештво, али после 50 треба, срамота е да излагаш со 30 слики. Ме разбирате, тоа е период на години. Така што? Така да што они ми кажаа дека вакви изложби до сега имале само една од Димитар Кондовски и ова е моја со преку 120 дела само сликарски и башка сценографија и скулптура. Така да ќе ни треба едно 3-4 дена само да ја поставиме таму изложбата. Кој дојде за 10 дена, поготово ги поканувам младите мои колеги уметници, да дојдат вака. Јас сликам портрет малку на необичен начин. Не употребувам цртеж, молив, гума, таква работа е непозната за мене, директно се слика со боја. Тоа е смелост. Не знам, така смелост е тоа да чувствуваш дека можеш човекот да го доловиш одма без некој како претходни скици, Тоа е голема смелост и голем талент. Да. Не може секој. Така е. Да. Баш ретко е тоа да не употребувате ни гума, ни молив, Да, туку и директно. во сликарството ви кажам тоа е нешто ново, а да не кажам па во сценографијата работев еден балет, балетска представа Самсон и Далила. И имаше гостин кореограф од Хрватска, Рони се викаше тој кореографот, тој е фактички режисер на балетот. И во представата Самсон и Далила моќта на Самсон е во неговата долга коса. И Далила му ја сече косата, за да ја изгуби Самсон моќта, и сценографијата се руши на сцена. И Рони ми вика, ја му викам, Рони, ќе ја срушиме сценографијата. Он вика, како бре Зоране, ќе ја срушиме, утре пак треба да игра представата. Не, викам, со притискање на дугме ќе ја вратиме назад. Вика, ти се шалиш, човече. Така да, утредента му направив макети како тоа може да изгледа и дека е тоа еден вик на магионичарски трик, како може макетата, една кулиса да изгледа вертикално овака, а да биде само 30 сантима одвоен еден дел од друг и тоа целото се руши. Публиката добива дојам да е срушено све. Од озгора паѓаат камени блокови од тврдината во големина на еден автомобил. Кога било Костовски тоа? Кога Тоа се случи? беше олеле мајко, Затоа што не ме тоа фаќате денеска го да нема, ви што се кажам. вели. Не, Во овој- таа представа играше во театар. Сакам да кажам, во овој современ свет па ретко е сценографија да може да се сруши. Тоа ми е Не да се сруши него, да ви кажам, тие блокови да беа делува така, да. паѓа блок во големина на автомобил, кој што јас им демонстрирав на балерините за да не се плашат од тоа што ќе падне. И им реков на мојата техника у театрот, пошто ја бев и технички директор таму. Ајде направите проба врз мене, да падне тоа врз мене, да видите што ќе биде. И они ги пуштија тие блокови, беа на 3 чиги. Едната да се спушти, одма блокот паѓа. И падна тој целиот блок врз мене, јас сам овака направив од прашина. Затоа што блокот беше направен од сунгераста мастерија, која што измеѓу еден и друг дел имаше простор од 15 сантима воздух, вакуум. И нема тежина воопшто тоа. Така. Така да тоа беше вака визуелно да се види на сцена да паѓаат толкави блокови, се рушат кули и све така. Тоа сакам да кажам дека и денес е ретко да се види. Тоа е ретко. Со таа представа јас гостував во Сараево, балетот гостувавме заедно. И сега беше проблем друг, затоа што сцената во МОБ, Македонска опера и балет, Е поголема? е поголема, а во Сараево е помала. Ама
мојот начин на работење на сценографија не е како модерен свет, ќе ги критикувам сега што прават луѓето. Јас работев на елементи кои што се подвижни и лесни. Сценографијата треба да биде лесна и мобилна. И таму само ги собрав тие кулисите. Ги приближив една према друга и влезе сценографијата од ширина од 16 метра влезе на театар кај што е 10 метра ширина. Тоа е голема разлика и голема умешност. А на представата најголемата опера, многу се гордеам со тоа да беше татко ми жив. Татко ми ја работеше Аида пред 25-30 на години. Ја имаше Аида негова сценографија, татко би почина и после 10 на години од тоа мене ме покани директорот да јас ја правам новата Аида. Тоа беше 2007 година. Дојде гостин од Белградска опера и ја гледаше Аида и ме покани мене како гостин да гостувам во Белград, во Сава центар, каде што е уште поголема сцената од нашава, само што е поплитка. Така. И режисер беше германец, а диригент беше од Австрија. И направивме еден таков колаж на македонско, германско, австриско нешто комбинација со сценографијата која е скопската сценографија, пошто е мобилна. Јас ја разрушив овдешната слика, направив во Белград сосема други елементи, ги поставив сите столбови као еден фриз. Така да сценографијата беше мобилна и да не кажам во еден момент хорот излегуваше од сцената, луѓето никнеа како одоле? Во музика, да. Како на некоја нива никнат плодови. Така. Тоа не можевме оде да го направиме, пошто кај нас беше забрането да има манипулација со сцена за време на текот на представа. Го спомнав. Така да директорот овдека Оливер Арсовски што беше тогаш на операта вика Зоране ти што си направил? Па техничките можности ми даваат инспирација да правам што сакам. И така да после тоа Сава центар има 4000 гледачи, 4 пати одеше таа представа едно по друго и кога ја вратија сценографијата во Скопје, уште 2-3 пати отиде за Белград, само ја тоа више не можев да го пратам натаму, не ни оде више. Баш голем успех. Тоа е навистина голем успех. И ево го спомнавме вашиот татко Бранко Костовски има направено повеќе од 240 сценографии, Да. што е неверојатна бројка. Па тоа е незамислива бројка. Да. Еве ја имам 13. И други колеги имаше тука гостува и од Битола овде у Скопје. И сите сценографии да се собереме за уназад 30 на години немаме 240. Татко ми иначе добитник на Стерина награда во Нови Сад. Има гостувано во Прага, Варшава, Москва, сценографии. Тоа беа други времиња, уметноста се ценеше тогаш. Сега малку еве сега последните случувања не сакам ни да ги спомнам имињата на представите. Еден балет и една опера се прави сценографија на каде што се употребуваат 10-15 тона железо. Каде? Балет со железо. Балет е нешто лесно, духовно, нешто чувствително. Кај се прави нешто такво со... Но тоа се нови сваѓања и да не кажам, нема веќе сликарство. Со мене заврши ерата на сликање на декор во македонска опера и балет. Јас работев со Илија Ризанов, Боби Филовски и Бранџолица Зоран, и тој е именјак мој. Они сите едниот почина, другиот почина, Бранџо е жив Зоран и ние двајца Зорановци се викаме, имаме, пошто така... А какво е сега сликарството според вас? Што она што недостасува? Што може да се поправи? Па нема, во последно време нема више сценографија, не сликаат овие уметници, него принт. Знаете што е принт? Принт е уништување на сликарството. Тоа, знаете што е? Тоа е исто како јас да ве сликам сега фотографија. Ама нема во фотографијата душа. Ме разбирате? Да. Така да чувството, јас на пример Аида представата,
кога им кажав, и колегиве ми се чудеа што, вака викаа, бе, Зоран, што правиш ти у последно време? Чекај, човече, смири се. Ја правиме Аида, ја не порачувам четки за сликање, него порачувам ваљаци. 25 сантима, 31 ваљак ширина и Аида ја сликаме со ваљаци. Бојата не се прави во канче. Во кофи од по 20 литра намокруваш ваљак и одиш 20 метра лево, 20 метра десно. И кога ќе ја видиш на крај сликата како изгледа, како е да е везена. А тоа го имам научено од татко ми и од Мартиновски, Никола Мартиновски, еден од најголемите сликари македонски. Тој му бил професор на мојот татко. Не сакам, Бранко му вика, да видам на сликата, ако не видам потез на четката, тоа не е, вика, уметност. Така да, ние уметниците, јас, пошто сликавме у театар по големи платна, вака, ова е една од тие слики што ја гледаме, ова е слика која што има димензија околу 2,5 метра ширина. Навистина многу. Не, знаеш, Марија, тоа човек се ослободува на таква димензија, знаеш, вака можеш вака малку повеќе да просторот ти дава, да кажеш што сакаш да представиш и така. Затоа јас земав македонски мотиви на таква. Затоа што Македонија пружа такво нешто. Ако не ја осеќаш државата така како сликата, ништо. Ова е мој автопортрет сликан пред, што да ви кажам, не знам колку, ако ги рачунам сега годините уназад, може при повеќе од пред 40 на години. И самиот можам на себе си, на автопортретот, да си бидам затоа што, знаеш како е, Марија, кога сликаш портрет некога, обавезно луѓето, поготово ако е женски портрет, сака да биде убава, да биде нежна со лицето. Јас кај мене, тука и Велко Тодерски, погледни како е насликано лицето. Да. Онака како што го работеле старите мајстори си. Да. И нешто стилот ми потсеќаше, знаеш, имав некои критики на времето во Словенија што добив, вика, потсеќаш на најголемиот словенечки сликар Комеј и на Оскар Кокошка, тоа е австријски сликар. Стилот така малку, како да ти кажам, експресионистички. Така да, еве тука сега гледам еден мотив од има, пошто Македонија ние сме заробена држава, а овдека е па сценографија од Александар Македонски, што све немам работено. Ова вака сега кога ги гледам следовиве и се прашувам како сум можел 53 години да роварам ни сите уметнички творештва. Да, сликарство, сценографија, скулптура. Ја спомнавме Словенија. Скулптурата сега баш би сакал да ја видиме уште еднаш да ја видиме. Скулптурата, таа скулптура два пати доби на конкурс во Македонија. Прво доби на конкурс кога беше Ристо Пенов градоначалник, а после доби кога беше 2010 ВМРО. Таа скулптура требаше да стои кај што е Александар Македонски на сред плоштад. Ама поради некои други причини, партиски вакви такви, ја ставивме пред Македонска опера балет. Скулптурата е 16,5 метра висина. Тоа е како една петоспратница. Направена е од инокс, значи нешто што е трајно и неуништиво. Не оргесувачко, не. Нема оргесување, тоа е бесмртно што се вика, и со мозаици. Мозаиците се од Охридско езеро, од камчиња, од радика, треска и вардар. Значи комплетно Македонија. И што се случува сега? Скулптурата има име Ротирачка Македонија. Ова е така? Да, тоа е таа. Има назив Ротирачка Македонија. Знаеш што значи тоа, Марија? Дека скулптурата се движи, се врти. Како се врти, така се чита текстот. М-А-К-Е-Д-О-Н-И-А. И секој круг прави читање на текстот. И сега една аномалија ќе ти кажам. Скулптурата вртеше година и пол дена пред Македонска опера и балет. Сега, поради градбата за време на еден од луѓето од ВМРО, кој што сега веќе не е ни тука,
требаше да се гради АЕК, Агенција за електронска комуникација, и скулптурата е тргнаа, знаеш, као нешто што може да се преместува така. Каде е сега скулптурата? Скулптурата е сега пред МКЦ. Аха, така. Скулптурата сега не врти. Замислите, ги молев сите градоначалници на Скопје, уклучите ја, само струјата треба да се приклучи, за да ротира, за да врти. Да, тоа е ефектот. До денес ниеден градоначалник не ја уклучи скулптурата да врти. Дали ви се верува? Ке трошела струја скулптурата. Па во Скопје има милион сијалици по булевариве што светат, никоме ништо. Така. И што се случува? Таа скулптура, Ротирачка Македонија, не е најголема скулптура во Скопје, не е најголема ни во Македонија, него најголема е на Балканот. На Балканот нема скулптура поголема од незе, што ротира, ние не можеме струја да приклучиме. Дали ви се верува? Добро, ние имаме толку работи за поправање кај нас, Да. во секој поглед, така што, мислам, жално е секако што не врти, тоа е сепак ефектот, меѓутоа, ете да се надеваме дека ќе се промени и тоа. Да се надеваме, само вака да живе. Овдека Ја имаше спомнавте баш сега видов Словенија. една слика, заробена држава. На таа сега пред неколку слайдови ја видов. На таа тема имам, на заробена држава, имам едно 4-5 слики, многу интересни, кои што ќе бидат. Имам тема малку шкартлива. Начинот некои наши партии како ја сваќаат државава. Тоа е политичка тема, што никој не се осмелуваше од сликарите, може затоа, знаеш, човек не е популарен. Повише знаат за пејачи што доаѓаат од било каде од просторите, него за некој овде што работи. Таа тема ја имам, значи некоја политичка тема, многу интересна. Значи, од се сте инспирирале. И забонетна, да. И љубов, и политика, обштествени. Да, највеќе љубовта, обштествени. Имам една тема, многу необична, Рубикон. Секој од нас, луѓе што сме живи, имаме правец на движење. Секој ден одредува како, јас, например, или вие, ни се движи правецот на движење на животот. Може ке сретнеш некого, може ке се случи нешто, значи тоа е индивидуално. Да. Така да многу необично, имам такви 2-3 слики на таа Многу тема. интересни инспирации имате, баш. Тоа е многу интересно да дојдат да видат. И сега да кажем, имам 2-3 слики кои што се гледам сега овдека. Женски акт. Женскиот акт, ништо нема вулгарно во него. Ова е темата што е Рубикон. Имам неколку мртви природи. Беше една од првите изложби беше Кондовски кај мене и вика: Зоране, почитувам све што си сликал. Зошто бе, вика, на твојот автопортрет има едно 6-7 бели точки околу како ореол? Викам: професоре, кај ги видовте вие тие точки? И ми ги покажа вака. Ја тоа уопште несвесно сум го направил, нити намерно, нити не знам како. Ете, он тоа го забележил. Секој на свој вика, начин, портретите ти се одлични, али мртвата природа, вика, ја работиш на еден свој начин, кој што ниеден од сликариве, да кажеме, од постава генерација, не ја сликаме. Така има тука една слика, да кажеме. После имам дел од нашата духовна, кажеме, имаме еден интериер на една црква. Може, не знам како би можеле, ако може така да. Називот на Вака тука на оваа камера да може гледачите. на сликата. Малку на кај вас, да. Да, називот на сликата е Душа во каменот. Тие се камени цркви, да кажеме. Многу Душа во необично. каменот. И едно време имаше, видов сега тука на слайдов, една црква, мислам дека се вика Свети Димитрија овдека во Скопје, па пред 4-5 години имаше се случуваат такви феномени во црквата, имаше солзење на иконите и на фреските. Така. Имам и една таква тема. Што све немам од теми работено. Еве, пред малку сакав да ве прашам за Словенија. И таму да многу работим во сите 53 години,
секоја година по една тема да има што да се 53 теми. Мислам дека Да. Тоа би било идеално. неисцрпно е. А да не кажам сценографиите, што сум ги работел, еве таа тема. Солзење на црквата. Убава символика. Зоран, не само кај нас ценет сте и во странство, исто така во Словенија имате изложувано и во нивниот замок во Нова Горица. Ако не се лажам, па кажете ни за таму, да ви какви кажам, дела еве имавте? како дојде до таа изложба. Јас имав во Скопскиве галерии имав една слика. Интересна. И дојдоа една група од Искра Крањ, тоа е врв на една фирма у Словенија која што беше позната во ју просторите. Директорот, заменик директорот и еден наш колега што работеа тука со Скопје од Машино Елемент. Ја виделе таа слика моја и ми се јавуваат навечер по телефон: Зоране, дали може да се видиме со вас? Викам, добро, да се видиме утре. Не, утре, рече. Вечерва да се видиме, утре си се враќаме за Словенија. И добро, кај да се најдеме, пошто не се познаваме, пред лотарија на Македонија на плоштад. Одам, јас ги зимам, доаѓаат кај мене, може ли да видиме твои слики? А они да ти знаат да ти бидат љубители на уметноста, на нивниот сликар Комелј, словеначки. И вечерта ми откупија 2-3 слики и вика: Зоране, ние не дојдовме само за тоа, него дојдовме, рече, и да те поканиме на една изложба во Словенија. И во тој замок во Нова Горица, тоа е замокот на Кромберг, словенците на секоја трета година даваат по еден автор надвор од Словенија да има изложба самостојна, така да ја го добив тој како се вика, таа можност што е, да не речам, ретка. И дојдоа они после месец дена во Скопје, вика: ние ќе дојдеме и со вашиот министер за култура ќе ја договориме таа изложба таму. И дојдоа точно луѓето за месец дена. Тогаш беше министер за култура Ѓунер Исмаил и ние со словенци ве влегуваме внатре. Они викаат: сакаме еден ваш автор. И Ѓунер беше многу интерес. Па вика: ние имаме, почна да ги реди. Ај сега да не споминјам имиња од моите колеги. И они викаат: не, министри, ние сакаме Зоран Костовски да излага таму и таму, затоа што ние одлучивме таму у Словенија тој да биде. И добро, и Ѓонер, македонскиот синдром наш, ние немаме средства таква изложба да направиме, затоа ние сме, вика, у Словенија, штом сме предвиделе тоа, ние ќе ја направиме изложбата. Каталог беше правен дизајнот во Словенија, а печатен во Италија. Значи врвен дизајн. Кој го видов овде во Скопје, Сонја Бажија вика: што е ова, Зоране, кој го прави? А најинтересното, тоа прв пат ми се случило таков гест, што е почитување на уметник. Одиме со Палер Македонија, јас со пругата и 7-8 души од Министерство за култура и министерот Ѓунер. Летаме со Палер, се спуштаме на Љубљански аеродром. На аеродромот не чекаат 4-5 мерцедеси со застави македонско-словеначки. Ние не видовме ни царина, ни ништо, влегување од авион во коли, во градско собрание таму. Ни дадоа по еден каталог од изложбата, по една ружа сите добивме и Ѓунер вика: што направи ти, бе, Зоране? Вика: мене вака кога одам, вика, у странство, од аеродром директно нема да поминеш низ оние редовни контроли. Каква чест. Тоа само словенец може да направи, никој друг. Еве да го покажам и писмото, бидејќи сме при крај со времето, писмото кое што во вашиот дом стигна од Белата куќа во 89-та година од председателот Џорџ Буш, постариот. Да. И еве сега кажете ни за што станува збор. Мене ми кажавте, но еве на гледачите. И може да го покажете. Да. Сега ќе ви кажам вака, 89-та година имаше избор за председател на Америка. 89-та година беше изборот и тогаш беше избран Џорџ Буш постариот. И во Скопје ние немавме амбасада
американска, него имавме експозитура културен дом американски, тоа е Карши Беко, тука беше тој дом. И јас во меѓувреме, тогаш не знаејќи, имав изложба моја во културниот дом. Едно 13-15 слики, пошто големи формати беа. И на директорот на домот му се допадна една моја слика, многу интересна тема имаше. Жена вака како стои и еден маж околу незе, само нежно ја прегрнал околу половината. Ништо, вулгарно, ништо, необична, али необична тема. И вика Зоран, ево оваа слика, вика, сакам да ја поклонам на претседателот, вика, на Америка. Кажи ми што кошта да си ја платам сликата. Викам добро, и му кажувам колку е, он ми носи пари тука одма. И викам не, само ќе ми дајете 50%. Зошто? Па викам и јас сакам да учествувам во поклонот на претседателот. Сликата ја пакуваме, ја праќаме во Белград, амбасадор тогаш Цимерман, од Белград оди за Вашингтон и поминаа до месец и пол, можеби и 2 месеци од тогаш. И еден ден во Скопје ми звони некој навечер, некој беше 7-8, така, темно беше. Доаѓа поштар со полиција. Вика, вие сте Костовски, јас сум, дајте ми лична карта, им давам лична карта и ми го даваат овој коверт. Бела куќа Вашингтон и јас сватив што е поентата и внатре имаше едно специјално писмо лично од претседателот на Америка Џорџ Буш и неговата сопруга Барбара. Сликата е прекрасна, многу им се допаѓа и така. Се заблагодаруваат. Да. Така да јас сум единствениот уметник кој што претседател на една таква држава лично му се обраќа со една ваква чест. Неверојатно, просто неверојатно и ете, можеме само гордост да почувствуваме што имаме уметник од ваш калибар кај нас. Благодарам многу. Наша светски, што би се рекло. Толку сме со времето, со ова секогаш... Марија, јас ова само би го искористил. Пошто ова ми е вака, знаеш, јас имам веќе некој годинчиња што се вика. Сакам вака и помладата генерација, и постарата, и колеги и ова да се видиме, да повелат на изложбата на 28 овој месец. Со една ваква ретроспектива, да не кажам да се опростам од овие изложби веќе понатамошни, јас и понатаму ќе творам и не можам ја да не творам. Јас ако не влезам во ателје во денот, јас сум како да не сум примил храна. Така да, еве, покана до сите, слободно да дојдат, ќе ми биде чест. Секако, во 19 часот на 28.10. Тоа беше и поводот за вашето гостување, ретроспективната изложба 53 години творештво, скулптура, сценографија, сликарство. Јас ви благодарам со една работа, напомена дека сте вие единствената телевизија која вака најде стварно некој уметнички допир со нас уметниците, да ова вака нешто да можам да го јавам. Ви благодарам и вам за гостувањето. Ете, почитувани гледачи, го најавивме и ја најавивме изложбата на нашиот уметник Зоран Костовски, како што спомнавме, Мала станица, 19 часот на 28 октомври. Бидете таму, а вие се уште бидете на ТВ24, бидејќи за кратко се враќаме повторно назад.